Значи, тука сме во општината Шуторизари за да им доделиме решение за еднократна парична помош, кој што е од страна Министерството труд и социјална политика, но исто така и општината исто така одели со одлука на градоначалникот еднократна парична помош за семејствата чии 4 куќи беа изгорени. Сега ова е во прв план, сакаме најбрзо да им помогнеме, но исто така ќе апелираме до големите компании во Република Македонија за да им изгледат во пресед на овие граѓани, дали во материјали или пак со парична помош, со цел да има возможност помош да се вратат во нивните домови. Сепак се работи за семејства кои што имат и мали деца и овие денови гледаме како е времето, тие се буквално ставени на улица, но сепак од понеделник ќе почнат подојувањето на паричните средства, ќе започнат да ги обновуваат нивните домови и пак апел до компаниите што можат да помогнат за да овие лица што побрзо се вратат во нивните домови. А истовремено им благодарам на Класи на Добрината и на Црвен крст за помошта која што ја доделуваат на овие семејства. Тоа е во облека, храна, пакети, барем во овие моменти колку толку, бидејќи луѓето изгорија, кај нив се изгоре, оставени се се она што го создавале претходно, сега ништо немаат, така да верувам дека ова помош ќе биде барем во прво време добре дојдена. Тоа е во рамките на законските можности 30.000 денари по семејство, значи 4 семејства по 30.000 денари од страна на Министерството за труд и социјална политика и градоначалникот со општината истата сума е од 30.000 денари, така да барем во прво време колку толку ќе биде од помош. Исто така, значи, ние како општина се приклучивме значи во оваа акција, кој што одредевме некоја сума значи од советот на општината, кој што им следува на овие граѓани наши кои што се опожарени сите 4 куќи. Целиот случај, значи, понатаму што градоначалник ќе го следам, ќе побарам помош од сите фирми, значи, кои што имат во нашата територија. Нема да останеме тука, значи, ние со тие средства, значи, кои што ги одредуваме, туку ќе бараме помош од секоја страна за да им помогнеме на тие семејства и да ги вратиме, значи, во своите домови. Исто така да им се заблагодаруваме на Црвен крст, кој што уште од првиот ден им помага, 2-3 пати им пратил храна и ние како општина, значи, ја следуваме целата состојба, им праќаме храна, облека, значи, и останатата друга организација Глас на Добрината, значи, и тие помагат. Ја би ги замолил, знаат колку каква е состојбата наша, прилог на сите 4 семејства и би посакал како што ќе помогне. Јас многу ќе бидам благодарен на сите, што побрзо, пошто ние сме еве стварно со деца и беби на надвор, така да текун на неделата трае 10 дена ете вака ветер, дожд и мора некако ние да се трудиме да направиме нешто, баре да имат спиени јадење добро. Сите кои сакат да помогнат, до сите апел. Како што зборува Асип исто, за свите, ако сака да ни помогат, нека помогат и на градоначалник, многу поздрав за оние, дали са што ни гледа свите, толку од мене све.